Најново издание на регионалните вести. Верниците од муслиманска вероисповед денес го празнуваат Рамазан Бајрам. Екипа на телевизија КИС по повод празникот беше на гости кај семејството Кариман во Тетово. Во домот на семејството Кариман во Тетово денес се пречекуваа гости кои доаѓаат да го честитаат празникот Рамазан Бајрам. По 30 дена пост, верниците од исламска религија денес си упатуваат желби за добро здравје и среќа. Се станува, се иде во џамија, се клања саба намазот, потоа се клања бајрамскиот намаз, од таму после клањањето се иде на гробишта, се посетуваат починатите и таму се читаат молитви за починатите и се враќаме дома. Се припрема домашниот ручек, се прибирамо, ручамо тоа што дал Господ, што се вика, мада како и секој бајрам, некако Господ придава се нешто поеќе. Се нема, ама за бајрам и како и за Рамазан све берикетно е, нешто поеќе излага на Мегран. И во текот на целиот ден гости доаѓаат, одиме на гости со луѓе. Во текот на постот, се знае Рамазан Бајрам, тоа му е круната на Рамазанот. Рамазанот како султанот на 11 месеци, така го викаме ние, годината има 12 месеци, а султанот на 11 месеци е Рамазанот. Рамазанот се знае постот како иде и во текот на Рамазанот доаѓа до израз све најдоброто. Само зависи кој како го применува, па иначе верниците, што се справите верници, пред се помирување, помагање, све најдобро од сите сфери се применуваат во тој месец. Карактеристика на пречекувањето гости е послужувањето со разни колачи. Доаѓаат гостите дома и нели се поздравуваме со тоа што помладите им целуваат рака на повозрасните во знак на почит. Исто така и доколку има мали деца, со нив честитањето на Бајрам оди преку давање на чоколадо или некое бомбонче или пак пари, за да се радуваат и тие. Всушност децата најмногу се радуваат, чувствуваат дека нешто е посебно денот за Бајрам. Потоа се седи на кратко, се јаде благо, баклавата како најпознато благо, исто така специфично благо што се спрема за Рамазан Бајрам е шекер парето, кое што е многу вкусно, патем. И би сакал во името на нашето семејство Кариман да им го честитам Рамазан Бајрам на сите припадници на исламската вероисповест. 70 дена по Рамазан Бајрам, верниците ќе го одбележат и Курбан Бајрам. Собственици на фирми со своји донации учествуваат во спроведување на јавни проекти во Гостивар. Синоќа беа промовирани два такви зафати: уредување на комплексот на Саат џамијата и на мостот кај судската зграда. Со донација од бизнисмени во Гостивар изминатиот период се реализираат два зафати. Уредување со декоративен камен на површината кај комплексот на Саат џамијата, што ги опфаќа медресето, зградата на муфтиството и Саат кулата, како и нов изглед на мостот во близина на судската зграда. Подновувањето на комплексот на Саат џамија се направи со донација на Бардул Дурмиши, по потекло од Реканскиот крај кој води своја фирма во Италија. И го има украсено дворот на џамијата, дворот на муфтениството, дворот на најстарата медресето во нашиот град и околу Саат кулата, што е символ на градот Гостивар и што му дава една убавина на градот Гостивар. Јас сум многу захвален и благодарен на име
на сите мои граѓани за донацијата што го има даено Бардул Дурмиши и еден дел надвор на тротоарот што е во близина на оградата на гробиштата на џамијата, го има средено со истојот камен. Овие убави работи ги имаме во градовите на Европска Унија и сега ги гледаме и во нашиот град и во иднина ќе инвестираме и понатаму. Новиот изглед на мостот на Вардар е обезбеден со донација на Ирфан Јашари, собственик на фирмата Картел. По уредувањето и декорирањето мостот доби име. Ке се вика Јахја Јашари, според гостиварец меѓу муслиманите познат теолог. По новиот мост синоќа се прошета и лидерот на ДУИ Али Ахмети во придружба на општинската власт и други функционери. Проектите беа промовирани пред последната ифтарска вечера од месецот Рамазан, по кој денес муслиманските верници го слават празникот Фитр Бајрам. 16 песни со двогласно машко пеење наречено гласоечко во изведба на тетовското трио Гавровски се најдоа на компакт диск. Ставањето на песните на носач на звук доаѓа поминатата година во декември, кога пеењето гласоечко беше впишано во листата на УНЕСКО за нематеријално културно наследство. Промовирам првиот компакт диск на гласоечко машко двогласно пеење од Униполог, кој лани во декември беше впишано во листата на УНЕСКО како нематеријално културно наследство. CD-то представува основа за едукативна мисионерска дејност преку која младите ќе се запознаат со нивните корени, велат од Институтот за фолклор Марко Цепенков, кој работеше на дискот составен од 16 песни. Затоа јас ова CD го гледам не само како заокружување, туку и како почеток на еден едукативен процес, на еден процес кој што треба да ги вклучи сите млади, кои што преку слушањето на ова CD и на овие песни, преку сите тие текстови кои што кажуваат многу за нашата историја, бидејќи станува збор за епски песни кои што имаат историска димензија, имено децата ќе се запознаат со својата историја, ќе го засакаат својот македонски идентитет. CD-то со гласоечко пеење во изведба на триото Гавровски од Тетово. Велат дека ваквото уникатно пеење треба да биде подостапно и поприсутно на фестивалите. Само на тој начин, гласоечкото машко пеење од Оргетната ќе се впише на репрезентативната листа на УНЕСКО, каде нематеријалните културни добра не се отстрануваат од листата. Нашата цел и понатаму е да оживе и да оживува, значи, и останатите пеења. Значи имаме ние пеење и во Горни Полог, и таму има женско пеење, но машкото двогласно пеење е раритет затоа што се пее само во Долни Полог и никаде на друго место. Најчесто е со паркавали, но се пело обредно, по седенки, во цркви, за разни прилики и со евскиот и лирскиот начин, елемент кој што се вметнува во самиот стил на пеење, зависно од носителот кој што ги изведува, односно изведувачот на овој стил, најчесто се најмалку двајца, а може да бидат и повеќе групи, па да дојде и до надпејување. И во тој случај, кога ние ќе ги собереме сите, да речам, такви неформални групи по селата, и кога истите ќе се собереме, ќе се удружиме со целосна морална поддршка на целото население, се разбира и поддршка од општините, од градоначалниците, од советите на општините, од Министерството за култура, од владата на Република Македонија. Ова е една голема традиција која што се негува во нашиот регион, пренесена од дедо на внук, и тие токму тоа го практикуваат. Сето тоа наше богатство кое што во овој регион, во Долнополошкиот, се практикува, се пее, се пеело и понатаму ќе се пее, и сметам дека ова е еден потик плюс за нивни ангажман, за нивна уште посветена работа, се тоа што го поседуваат како знаење да го пренесат на младите генерации и да може понатаму да обстојува на нашите простори. Многу луѓе кажуваат доколку немате минато не можете да имате иднина. Ние токму ова минато сакаме да го претвориме во иднина на некој изучување на ова пеење, и би се потрудиле и би побарале од Министерството за култура и од образование да воведеме некакви механизми за изучување на ова гласоечко машко двогласно пеење. Гласоечко е трето нематеријално културно добро од Македонија. Откако пред 2 години за нематеријално културно наследство на човештвото беше впишан верскиот обичај од Штипско четрсе, а пред околу 1 година македонското орокопачка. 5 години работевме сите заедно.
Полицијата регистрирала тешка кражба во стан во Тетово, украдени пари и злато. Собственикот оштетен за повеќе од 5000 евра. Тешка кражба во стан на улица ЈНА во Тетово регистрирала полицијата. Според податоците од Министерството за внатрешни работи, во периодот од 1 до 4 јули, непознат сторител од станот одзел 2500 евра и поголема количина златен накит, со што се стекнал со противправна имотна корист од околу 320.000 денари. Сторителот со употреба на погоден предмет и отворил металната влезна врата, влегол внатре, извршил пребарување, ги нашол и одзел парите и златниот накит и го напуштил местото на настанот. Увид извршила увидна екипа на СВР Тетово. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Дестабилизација на времето со пороен дожд, грмежи и засилен ветер не очекува од денес попладне до петок. Утринските и дневните температури ќе опаднат за неколку степени. Од денес попладне во Полошко ќе настапи дестабилизација на времето, од утре попладне нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилување на ветро ќе има во целата држава. Во четврток преку денот ќе преовладува променливо облачно, ветровито и посвежо време со услови за локален краткотраен дожд. Ќе дува умерен до засилен северен ветер, вдолж поврдарието наместа ќе достигнува брзина и над 70 км на час. Утринските и дневните температури ќе опаднат за неколку степени. Утре во попладневните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилување на ветерот. Во Тетово, како и во поширокиот Полошки регион, предпладнето ќе биде сончево со умерена облачност. Во попладневните часови ќе има нестабилност со локален пороен дожд, грмежи и засилување на ветерот. Утринската температура во Тетово утре ќе се спушти до 18 степени, а дневната највисока температура ќе достигне до 33 степен. Во четврток ќе преовладува променливо облачно, ветровито и посвежо време. Предпладнето со услови за локален краткотраен дожд, ќе дува умерен повремено засилен северен ветер, особено долж поврдарието. Во Тетово, како и во Полошкиот регион, во четврток ќе преовладува променливо облачно, ветровито и посвежо време. Во текот на денот ќе дува умерен ветер, умерен до засилен ветер од северозападен правец. Највисоката температура на воздухот во Тетово се очекува да достигне до 30 степен. Од петок следува период на стабилно и потопло време. Температурите ќе бидат во пораст. Во петок и сабота ќе има осетен пат на утринските температури кои ќе се спуштат до 8, односно до 17 степени. Во текот на денот ќе биде претежно сончево и потопло со пораст на максималните температури. Во петок максималните ќе достигнат до 23, односно до 34 степени, а во сабото 26 до 37 степени. Болеста јазлеста кожа кај добитокот беше темата на која истражуваше Центарот за истражувачко новинарство, СКУП Македонија. Проблемот на сточарите со болеста јазлеста кожа е темата на која истражува од Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија. Болеста се шири, а животните умираат, реагираат сточарите чиј добиток заболел од јазлеста кожа. Вознемирени од појавата на болеста јазлеста кожа, сточарите од Источна Македонија се молат нивните крави да останат здрави. Од овие животни зависи и нивната екзистенција. Гневни се на институциите за кои велат дека не реагирале навреме со обезбедување на потребните вакцини. Резултатот е страшен. Животни им умираат секој ден. Може ли да не кажеш колку говеда чуваш? Имам 49 глави говеда. Сега каква е ситуацијата? Сега ситуацијата попадја. Колку нема сваткајте кажи? Колку нема? Па нема ми 20, нема потерено, нити им умирати. Не може да и соберу, кој добие температура, крие се, бега. И тоа е. Толку, нема шо повеќе. Пред колку време е појавено ова? Па има 15 дена, еве, ама за 15 дена ги сватја комај сите. Още 3 или 4 имам здрави, може и тие ќе заминат и готово. Толку е. Нема лек, како да нема увајаш тока леки? Мора да има лек, пазарите се сопирани. Ај, пазарите добро, да си минува овај болест, да се боцка, да си месец дена и 2 месец, 3 месец, ќе се трпиме, ако да се чисти, да се боцка, да стане, не да умри, знаеш, леп јадеме сега, 70 години биде, татко ми чува сега, ние 30 години како дете, ние у школа имаме, ние работно место. Сега овај остак, овај така да оде, не знам сега, не знам. Ама ние четворица браќа сме.
Четворица браќа, над имаме 350 глави говедање. Ние сме сега, пример, делено натака, навака. Сите од татко ми дело. Држиме, те како кажа преска, знаеш, има и 27-8 години како. Од бебе сме со овај пораснато ние. И сега? И сега фана некој болест, знаеш ти. И почина да го умират. Загинато имам, знаеш ти, нати 20. Иако болеста е детектирана во месец април оваа година, дури на 27 јуни пристигнале потребните 250 вакцини против оваа болест. Ова доцнење ги чинеше сточарите стотици погинати крави. Како овчарите се справуваат со загубите, докаде е вакцинирањето, што се случува со изумрениот добиток и какви се искуствата на другите држави со болеста јазлеста кожа. На овие прашања одговара статијата на Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија, кој може да се погледне на веб страната на www.skup.mk. Проширувањето на Европската Унија ќе продолжи, беше нагласено на вчерашниот самит на Западен Балкан одржан во Париз. Собирот беше уште еден обид за лидерите на Унијата да ги уверат балканските земји дека разговорите за пристапување ќе продолжат и покрај гласањето на Британија да ја напушти Унијата. Францускиот председател Франсоа Оланд, германската канцеларка Ангела Меркел и шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини по средбата со балканските лидери во Париз ја нагласија нивната решеност за продолжување на пристапните разговори со балканските земји кои бараат членство во Европската Унија. Оланд наведе дека треба да продолжи процесот на стабилноста и безбедноста на Балканот. Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија се во различни фази на пристапувањето во блокот. На собирот е најавена и помош од 150 милиони евра за инфраструктурни и енергетски проекти во регионот. Членовите на владеачката конзервативна партија во Британија го започнаа првото гласање за избор на председател на партијата кој ќе го замени Дејвид Камерон на премиерското место. Има 5 кандидати за наследник на Камерон. Следниот лидер ќе треба да ја води земјата низ преговорите за излез од Европската Унија. Меѓу нив и 2 жени, министерката за внатрешни работи Тереза Меј и помладата министерка Андреја Лицо. Изборите ќе траат неколку недели се додека не останат само 2 кандидати за кои подоцна пак ќе се гласа. Конзервативната партија има 150.000 членови. Самоубиствен напад бил извршен пред џамијата на пророкот Мухамед во Медина, едно од најсветите места на исламот. Тоа беше трет напад во Саудиска Арабија, извршен за еден ден, јави саудиската телевизија Ал Арабија. Неколку локални медиуми јавуваат дека бомбар самоубиец го активирал појасот со експлозив во близина на зграда за обезбедување пред џамијата, каде што е погребан пророкот Мухамед. На тоа место имало голем број верници во текот на молитвата на последниот ден од светиот месец Рамазан. Предходно бомбар самоубиец извршил напад пред шиитска џамија на истокот на Саудиска Арабија. Вчера изутрина имаше напад и пред американскиот конзулат во Джеда. Никој не ја презеде одговорноста за нападите. Илјадници луѓе се собраа во главниот град во Исланд, за да им посакаат добре дојден на фудбалерите кои постигнаа одлични резултати на Евро 2016. Фудбалерите пристигнаа во градот качени на автобуси пречекани како национални херои. Фудбалерите на Исланд даваа автограми на обожавателите и се фотографираа со нив. Исланд предходно ја победи Англија, но загуби од Франција со резултат 5-2 во четвртфиналето и со тоа за нив заврши учеството на Евро 2016. Интересно е што станува збор за земја со 329.000 жители. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен северозападен ветер. Во попладневните часови се услови за развој на нестабилна облачност, со локален поруен дожд и појава на грмежи. Утринските температури се движеа од 16 до 19, а дневните од 20 до 28 степени. УВ индексот изнесуваше 8.
Утре не очекува сонче во време со умерена облачност. Попладне променливо, на повеќе места ќе има нестабилна облачност, со порен дожд, грмежи и засилување на ветерот. Утринските температури ќе се движат од 15 до 19, а дневните од 21 до 29 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС подготви за овие регионални вести. Пријатно!